Добро, овде во ова село Рачиново во јуни 2001 година се случи според мене најголемата драма во поновата македонска историја, момент кога државата, онака каква што имаме, беше доведена под голем знак на прашање. Таа драма ја предизвика не толку интензитетот на судирите кои се одвиваа овде во ова село, колку што спекулациите и мистериите кои се испреплетуваа околу причините за тоа како дојде до оваа криза, како таа се одвиваше и така натаму. Тие мистерии, тие спекулации, мислам дека се извореден предизвик за еден новинар да се нафати да истражува, бидејќи конечно сметавме дека разоткривањето на тие спекулации може да придонесе во тоа да во Македонија во најмала рака не ни се случат епизоди од овој тип, кои сите ние како граѓани може драматично ги преживеавме, истражувавме, мислам дека дојдовме до некакви резултати кои се илустрација денеска за пораст на една воено-политичка доктрина која долго време владееше на овие простори. Во работата на оваа историја ми се придружи едно љубопитно момче, Јован Дамчевски. Најнапред сакам да ја дефинирам мојата улога во оваа приказна, која највеќе беше улога на асистент, помошничка улога. За мене лично оваа приказна, покрај новинарскиот предизвик кој го носи во себе, за мене беше предизвик и можноста што можев непосредно да учам за оваа приказна. Сакам да спомнам две важни работи кои мислам ако се чита Рачиново внимателно, може да се открие. Во суштината на Рачиново, покрај тоа што е модел на цела оваа криза, Рачиново се однесува на две дилеми. Едната ја отвара, другата ја затвара. Првата дилема се однесува на учеството на меѓународната заедница во Рачиново, која јасно покажа дека успешно се справи со кризата и ја менеџираше. Тоа е едната дилема. Дилемата која отвара се однесува на потезите на тогашната владеачка елита, чии потези беа практично контрапродуктивни и кои водеа кон продлабочување на кризата. Мислам, ова е важно да се каже, затоа што на нас е одговорноста да дознаеме и да докажеме дали сето тоа се правело намерно или се правело во паника.